Серијалот на РТК за легендите на ФК Тиквеш продолжува, почитувани. Денеска имам пријатна средба со Благој Бошковски, еден од оние играчи кој со задоволство беше следен на градскиот стадион во Кавадарци, на стадионот во Прилепи, таму каде што играше во текот на неговата играчка кариера. Сега е во одлична кондиција, го гледате како изгледа. Благој, добар ден. Добар ден. Мило ми е што по 1-2 години договарање, реализираме емисија која ќе биде посветена на тебе. Добро, малку и зафатеност. Работа моја не може да најде слободен термин. Повеќе се занимавам со внуците, Колку внуци имаш? Имам 5 внучиња. И секој викенд ги проведувам со нив. Исклучува ако има надпревар со поголемите, со Ивончето и Ристото, одиме на надпревар, го следиме Тиквеш. Сакам да му садам една љубов, една навика, да го засакат спортот, да го засакат Тиквеш како фудбалски клуб и да си продолжат понатаки. Ако не учествуваат директно во фудбалскиот клуб Тиквеш, да му помогнат како навивачи и Тоа е со внуците, а со синовите? Да. Па синовите не знам, еве Орданчето е тука, он покуша, значи Тотовски мислам му беше тренер. Немаше многу желба да стане фудбалер, ама идеше на сите надпревари, го водев уште како мал и на трензи и на утакмици. Бобан беше добар, почна до 16 години. И следува повреда со ФК Кавадарци, беше тогаш го земав од Тиквешот, имаше некои недоразбирања. На надпревар со Вардар од Неготино го повредија лигаментите му, се сукина и менискусот и фактички не може. Иначе беше добар, имаше некои предиспозиции да биде добар фудбалер. Орданче не игра фудбал, меѓутоа активно навива. Не, Орданче го сака фудбал, да. И Тиквеш му легна, не знам како да ви кажам. Во срцето, да. И тоа е не некој тип насилен што на некои нечестни начини да го бодре клубот, значи. На татко му е испукан. Да, татко бил честен и на играта и надвор од играта и тоа е така. Значи тоа е препораката и на сега луѓето кои што го водат фудбалскиот клуб Тиквеш, без разлика кој е, секојаш ќе имат мојата поддршка. Значи мора да дебатира, да комуницираат со публиката, со навивачите. Значи утре сакаме јас, ти со децата, со внуците, да седнеме да изгледаме мирен надпревар, сигурност на секој што е присутен на стадионот. Од кога Бошковски се занимава со фудбал, од кога прв пат заигра фудбал? Па негде 68 почнав со Перо Анџушев, хорват, беше првиот тренер, потоа 69-та не презема Блажо Малинков и 70-71 Томо Хоџи Василев беше. И прв официјален званичен надпревар што за мене е многу битен. Тоа е надпреварот кога тука пионерската екипи Борец, Вардар игравме за кој ќе биде првак на Македонија. Борец го победивме 2-0, јас дадов 2 гола на таа утакмица. Томо Хоџи Василев ми вика че игра центарфор, изненаден јас. А он гледајќи ги другите екипи бев малку побрз, поснажен, со тоа да ги претрчувам и дадов 2 гола и победивме 2-0 и финале игравме со Вардар. Но за жал Вардар повеќе го победи Борец, можеби 5-6-0, не знам. Ние изигравме 1-1 и фактички они беа прваци. Водевме 1-0, но при крајот нашиот голман Зоран, сега не знам како се презива, направи еден мал кикс, нормално. Секој може да му се деси, изначи Вардар и така. Вардар беше првак на Македонија. После тој надпревар Ванчо Трпевски ме зема во пионерската репрезентација на Македонија, кај се играше во Борово. Ние игравме со Србија, Црна Гора, мислам, и Косово. Многу битен надпревар наш беше со Србија, 2-0 победа. Едниот гол јас го дадов од слободен удар, мислам Радос. Тогаш тренер на пионерската репрезентација на Југославија беше Анте Младенич.
Врвен стручник во Да, оваа област. еден од попознатите тренери на бивша Југославија ми вика, дечко, ти ќе останеш за пинетската репутација на Југославија. И продолжив, останав таму со синот на Илија Игњатовски, Панче Игњатовски. Игравме со клубските екипи, ние само се надпреварувавме, подполнувавме место, но резултатите не се Колку пишуваа. години имаш тоа време? Па тоа е 71 негде 16 години Си тука. многу млад. Да. Страшно млад. Земајќи го предвид тоа дека на цел Вардар да бидеш капитен и да играш, значи ако сум играл во Вардар можеби, Точно. значи од Джаков, Мицевски, Тодоровски, Рингов. Рингов, Тоа е таа тоа генерација. беа легенди Така, и ден денес каде и им се да. страф и трепет. Но јас си останав во Тиквеш, тие си продолжија во Вардар, така Како да. дојде во Тиквеш потоа? Ти Па 72 година Зошто бев- прави во Прилеп отиде? Па не знам, мислам, тоа ќе ви кажеме на историја од многу клубови отидов во Прилеп. 72 година бев за репрезентација на Македонија во Кула, Врбас и Црвенка и таму имавме еден убав настап. Баш кога требаше да добиеме Босна и Херцеговина, изигравме 0-0 и го освоивме трето место. 73-та е више значаен надпревар на мојот за младинската репутација на Југо на Македонија. Тоа е после настапите на мојот прв настап за фудбалскиот клуб Тиквиш, тоа е 73-та година во Титово Ужице, каде тогашниот легенда на кавдречката фудбал Никола Камчев беше на војна вежба. Значи Тотовски дојде и ми вика во гимназијата и ми вика, Блашко, мора да дојдеш. Која година гимназија беше ти? Трета година гимназија. 74-та година завршувам гимназија. И ми вика, мора да дојдеш денеска на тренинг, ме ослободија таму професорите и отидов, и игравме на 2 гола и ми вика, ти у недела си прва постава. Мислам една трема одговорност и признание, например, што треба да го оправдаш. Таа вечер ми со Кире Николовски спиевме голманот и ми објаснуваше некои работи, искуство, но јас му викам порно да не играм, знаеш, не мора да играш. И седнуваме утрето во недела да ручаме и го гледам Камчев иде со Мерцедесот на монополот и ме олеснува мене и си викам да. И надпреварот како надпревар, тогаш Слобода Тито Ужице беше многу јак тим. 3-0 водеа првото полувреме. Второто полувреме ми викат, Блашко, загреве се, вика, ќе влезеш во игра. Му викам, ај уште малку да чекав. Не, вика, мора да влезеш. И така почна мојата фудбалска кариера. Изиграв после надпреварот Чире Николовски ми вика, Блашко, дојди вамо одам да те запознавам, ова е спортски новинар од Тито Ужице, се запознаме. И му вика, че му ставиш на Блашко, вика, седмица, вика, другите сите 5-6, му викам, мора Чире, не, вика, тоа е стимул, вика, и така. Во Тиквиш кога почна да ги играш? Па најдобра сезона ми е таа после излегувањето од втора лига, 73-74, изиграв една феноменална сезона. И лето требаше да одам беа заинтересирани Вардар, Тетекс и Победа. Вардар го зема тогаш Сетинов, така да отпадна комбинацијата. Втората варијанта беше да одам во Тетекс. Тоа е пред матурата фактички ме киднапира и спие во течето. И директорот на гимназијата ми вика, ти ќе дојдеш, дечко, тука, еве ти диплома, заврши. Не, па исто беме со Чиро Николовски, а утрето треба да полага матура. Не, вика, тука ќе спиеш ти во течето и остануваш, вика, и ќе добиеш дипломата. Татко ми немаше тогаш мобилни телефони да контактираш, нити па ми дозволија да се јавам. Имавме ние домашен телефон и начално скоро ме убедува се, не му викам, не можам да подпишам ништо. Директорот на гимназијата вика,
Средена е со матурската, викаш, че одиш во Кавадар, ти имаш право да полагаш. Не знам дали имало право да се полага. Мислам дека сигурно би имало некоја. Се враќам јас утрето со бајле тука во 8 сатот, се карам со родителите, ти матура полагаш кај одиш. И така, мислам тоа се... Меѓу фудбалот и образованието. И тоа... После полагањето на матурата, дојде победа исто и таа на брзина, не знам како. Ајде, Блашко, вама... Успешна сезона имаше во победа. Па да ви кажам, првите 11 кола ги играв редовно и тогаш тренерот како беше, од Босна беше тренерот. Тој ја геше, не знам. Си замена од победа, дојде Крстевски и Аневски тогаш на тоа и баш тиквеш играше со 11 октомври во Прилеп и очекував дека ќе играм, но седев на клупата и баш и слика имам таму. И не ме пуштија зинот на целната отправа. Ги форсираа нивните играчи, таму беа Кленковски, Адамчевски, Симјановски, тие беа деца на победа. Што после овој период тие не заиграа ни никако, а јас си продолжив со својата фудбалска кариера. Да ви кажам и за случајот од победа кога се враќам. Може, кога тогаш високо обештетување до околу 2 милиона, мислам, тоа беше огромна пара. Ги даде Душан Котката за да се вратам у Тиквеш. Зошто Душа? Па не знам, беа големи, па не знам дали Тиквеш му ги врати парите, али битен момент е што тој ги вложи 2 милиона за да се вратам во Тиквеш. Се вратили во Тиквеш директно? Да, се вратив 75-та, 76-та, 77-та, баш кога влегуваше Тиквеш во ме запослија на Рудник Ржаново и не тренира, баш периодот кога влегуваше Тиквеш во втора лига, јас не играв, ми беше многу криво таа година и се оженив. 77 година. Имаше некои непријатни настапи на раководството на Тиквеш? Па имаше такви работи, мислам не сакам да се вратам на тие, да го гледаме позитивното, да го гледаме во спортот. Како во тие години беше твојот настап? Како го оценуваш? Кои беа важни? Па беа добри утакмици, имаше многу надпревари што некогаш те влечат во едно осеќавање што не можеш да ги заборавиш. Ти се всадува во мозокот и остануваат трајно. Утакмиците со Осогово, утакмицата со Караорман, кога ни вршаа притисок да продајме, да наместиме утакмица со Брегалница Штип, утакмицата со Победа, Прилеп, многу надпревари, например, сега можеби нема да се сетам точно кои години беа, но никогаш не подлегнавме на некое влијание, значи парата не играше улога тогаш. Која позиција го играше ти во тимот? Центар халф најмногу. Исклучиво центар халф. Сум играл и халф и бека, исклучиво, па и на една утакмица Милков кога го странија тука со Кожов и бране 15 минути и надпревар заврши 1-0. За среќа Кожов почна да шутира, ама јас некако шо да се знајде. Како тие голови си давал и си бил центар халф? Како ги спојуваше тие две позиции? Па гледај, извежбан шут, извежбан шут, добар скок со глава. Значи, не сум размислувал слободен удар кога ќе изведувам, каде треба да проиграе, кога некој треба да го изведе тој слободен удар, нарочито со Тиверија, ќе ви кажам еден случај така со Борче Митрев. Тиверија сака да го купи надпреварот, но ние се договараме играчите дека не долази таква во предвид, таква опција и тогаш еден член на управа, не е убаво да го спомнем, вика Блашко мора да му дајме на Тиверија, ја му викам не. Тогаш вика Звонко Костов нема да игра. Му викам уште порно, јас за да му дам ела на играчите уште порно, че не појачаш. Му викам уште појак ќе биде Тиквиш без Звонко, али Звонко беше добар играч. Добар беше. И како испада таа утакмица со Тиверија? Самото почнување Тиверија поведе 1-0. Значи одма публиката сомнежи, значи
нозите ти се стануваат олово, значи не можеш да играш нога како што треба. Има слободен удар од десната страна, тука на долниот крај, Блажо Малинков му вика Борче Митре, Блашко остави. Иде тука, му викам Борче, тргни се една страна, позицијата е добра, му викам, и он ми вика добро бате. Блажо упорно вика Борче, шутирам и топката влегува во гол 1-1. Завршува првото полувреме, слободен удар на горниот дел од левата страна и иде Борче тука, му викам Борче, сега ред ти, викам да го даеш голот, му викам. Ваа позиција е малку по-косо, не ми одговара мене, не ми лежи. Шутира он, 2-1 за нас, стрчуваме кај публиката, кај што се лозарите тука беа, сите на оградата паѓа да ни бега. Значи падна цела ограда тука и после, не знам, третиот гол кој го даде, 3-1 над преварот го добивме. Значи... Не успеа... Не успеа. Како? Над преварот со Силекс исто така, над Зинко му бил мерак да земе бод во Кавадарци. Управата ни ургира да заврши над преварот нерешено. Јас, Милков, не дала воопшто играме, пак се заслужено. Ако се по-добро нека... Почнува, но судијата не дава да даеме пано, не да има шанси, пропуштаме. Судијата си врте за Силекс и едно време му вршиме притисок и вика, шо мене ми вршите притисок, вика над преварот, вика ми ни рекоа од управните луѓе, вика да заврши нерешено, вика. Па уште поголема пехе што шутира Силекс на гол, исто како јас со Трепча, Лазе Димитров скака, го удара в глава, Глобова Милков и 1-0. Тоа е негде при крајот на 7-8 минути и така завршува над преварот. Ние со Милков, мислам и дресовите ги фрлихме, но ајде не вратија, ќе добиеме казни, ќе добиеме овај. 89-та сум и спортист на второ место, Митко Каровски го доби, иако сметам да не е битно и Митко Каровски е еден кошаркарско име и легенда на кошарката во Кавадарци. Си играше ли фудбал таа деценија? Па многу добро. Најмногу криво ми падна, орданчета ми беа и Надица родени и бевме на одмор во Претор, тоа е 81-82. Добро. Читаме во Нова Македонија на плажата со супругата, веќе почнал тикве со припрем природа, вика тикве се откажува од Благој Башковски и таму не знам кој. Ти не си консултиран се уште ништо? Не, немам поима, јас на одмор со супругата. Добро. Че се подмладува екипа, тогаш иде Костов, Шалев, а ние сме испаднати во регион. Добро. И ништо, јас мирно одам после враќањето од одмор на стадионот и мислам дека Кимов и Малинков беа. Не поразговаравме нештото. Дими Каров беше тука, ми вика Блашко, ќе одиш негде за една година, вика, за наредната година мора да дојдеш тука. Викам, че Диме, шо е во проблемот? Вика, че се подмладува екипата, нека се пробат. Вика, добро, викам, јас си одам дома, не стигнат ни дома. Вардар Неготино, Јован како беше? Председателот на Апостолов. Апостолов, да. Иде ми вика, Блашко, ти зимај се и иди во Вардар. Неготино, викам, чко доста ми е мене фудбал, викам, мене срцето ми лежи за тиквеш, не вика, че дојдеш. Одам во Вардар Неготино, многу добри играчи, Коцев, Лајчто, Орсо Најдов, Миле Трифунов, Радко Зазов, генерација перфектна. И добар на добри утакмици, второ место, 4-1 Бор го тепавме во Неготино. Тука тиквеш не победи 2-0, сосем заслужено. И ние како втори игравме квалификации со Каргорман од Струга. Тогаш и на полусезоната во Неготино дојде и Нечев, Зоран Нечев од Сопот и Ласе Димитров. Да. Многу добра екипа, многу добар надпревар со Караорман, 1-0 ни победи, 1-1, 2-1 за Караорман во продолжетокот и последните корнер за нас.
Томо Хадживасиле беше тренер, вика, Блашко, ти корната ча изведиш. Изведувам Миле Трифунов со глава, тоа е више 120 минута, 2-2. На пенали никој нече да шутира од Вардар Неготино и иде Апостолов ше Председател на клубот? на клубот, ми вика, Блашко, ти прв ќе го шутираш. Му викам, преседниче, јас сум острана играч, му викам, значи, ако промашам ја пенал, Тешко. значи не, сите обвинувања ќе Ќе бидат одат татко, на затоа моја е- страна. Да. Порно да не шутирам и ја да си бидам мирен и не, вика ти, шутирам јас, Мерко му давам гол, поведуваме 1-0, они дават гол, шутира Нечев, му го брана, шутира они 2-0, шутира Лазе Димитров и не му го фаќа. Нашиот голман му фаќа еден пенал и одлучува на Волчев, еден млад фудбалер, тогаш и дојде и во Тиквеш да игра, шутира му го бранат и Карорман оде. Човече. Тогаш Бор влегува во Македонска лига и Перо Хорват и со луѓето од управа вика, Блашко, подхитно да се вратиш во Кавадарци. Не, му викам, ако Бор постоje како Бор, не идам, ќе одам во Бучим Радовиш, требаше да одам. Но тој беа упорни. Не, викам, мора да се вратиш. Во моментот се извршува и фузија меѓу Тиквеш и Бор. Многу играчи, можеби над 30-40 играчи, двете екипи, и тоа солидни, не знаат кој треба да играе, дали тие што влегол, дали овие младите перспективни на Тиквеш, значи треба да влезат во игра и му разговаравме со Перо Хорват, вика, ти нема шанса, Блашко, вика, ти еве фузија, му викам, направи да има играчи, не, вика. Кој што сака нека биде, јас сум тренер назначен, вика. Ти ќе играш. Ти ќе играј. Не, мислам, ќе ти дадам шанса, значи. Апсолутно. Не сум барал да играм јас, некој да ми гарантира, значи треба да се избориш за спорт. Така ли беше тоа време? Мора да бидеш добар за да бидеш во Па мислам дека мора да бидеш добар. Нема не, форсирање заради пријателство Нема или- пријателство таму, фудбалот не сака импровизација, значи тој што заслужува, тој треба да игра, без разлика дали Благој бил, дали Кимов, дали Милков или До 91 година играше фудбал. Како си заминал Тиквеш? Па со влегувањето на последната година тренер беше Ангел Кимов. Твој соиграч. Више за влегување во првата македонска лига по осмислувањето тогаш. Имав 2 жолти картони и игравме со Фецел. Добро. Последен надпревар, мислам дека и концерт имаше на Лепа Брена. Како го памтиш? Тука, стадион. да. Идеме, јас обично кога имав жолти картони или црвен бев казнет, не одев на ручок да ручувам со Тиквеш. Не беше проблем тоа, не дека Тиквеш, него не сакав во нешто што не учествувам, да учествувам на некоја возба и така. Сам се казуваш на одреден начин. Да. Си скромен по Да. локација. И случајно идам на игралишто да одам да гледам утакмицата, ме викат Арнаудов, Томо Хадживасилев и мислам дека Ласко Илиев беше тогаш. Добро. Ми седнуват и ми викат, ти денеска ќе ја водиш екипата, не гром од ведро небо. Абе му викам како ќе ја водам, Ано Кимов си е тренер. Не, вика, Ано Кимов си ноќа, вика, е сменет, вика. Па добро, му викам, сега ли се кажува баш пред утакмица и ништо, му викам, добро, чим треба да се вода екипата, ајде, ќе... Меѓувреме, па ме викат во натре и ми дават список на играчи кои треба да играат. И му викам, добро, тогаш, чим, кој го направил овој список, не е битно кој, и му викам, тој нека седне на клупата, вика, и нека се ја вода темата. Правилно, да. Добро, го скина листот и викат, контра на тие лист, убаци млади играчи, Темелков, Хадживасилев, го створив една игра, многу убав надпред 2-1 изгубивме, ама Фецо мораше да победи, мислам и судијата, многу убав, после тоа ми идат, многу добро состав си направил, и Тоа- направиле игра, и тоа за инат, тие што треба да играт ги ставивме резерва. Ама тоа е тоа. После тоа више иде период кога више на залезот на кариерата сакав да одиграм барем една полусезона. Добро.
за... Имаше ли во тебе Имав снага, за игра имав и- снага. Да. Па играв уште по 4-5 години после. Добро. Имав снага, но управните луѓе, тие што беа тогаш не сака да играм јас. Имаше млади играчи и може би биле и управо. Колку години имаше тоа време? Па тоа е 90-та, ја 55-та, 35 години. Нешто. Си можел уште да дадеш. Ако не повечко, па да бев спремен. Да го Значи држиш една полусезона можев да играм, но тогаш Ковачев го донесе за тренер и беме со фамилиарно беме, мислам, во Дрим. Да, се дружевме со него, разговаравме многу. И после известен период, ајде си викам помошен тренер, значи да ми вика ти Блашко си добар, гледам дека играчите ги вртиш, вика, сите те поштуват. Да. После враќањето до Охрид, седиме со Ковачев, разговараме, дури дојдовме у конфликт. Он имаше други идеи, јас имав други идеи и на крајот му реков јас не прифаќам да ти бидам помошник, ќе ги земам младинската школа. И се враќам во фудбалскиот клуб Кавадарци. Беа за опстанок се борја и ми вика да му помогнам, ајде тогаш Цветко Кабрамов и Ико Ставров беа во клубот. Заради нив, заради пријателството се вратив и освоивме 4-то место. И Никола Златев беше тренер, после он замина во Тиквиш. Така. И еден период створивме една убава екипа, атмосфера, тоа е 23-24 година, кога влегуваме во втора македонска фудбалска лига. Ни фалеа играчи, отидов во Тиквиш, тогаш Сашко Димов Жицата и Шурјак, и уште некои младенци, сакаа да ги дават во Марина, во ова, му викам, тогаш и Глигоров малку конфликт влеговме. Не може да ги зимеш ти овие деца, вие деца ќе одат у Марина, ќе одат у ова, но со Диме Каров седнавме, мислам човекот се договори. И му викам, че Диме, ако ми даеш овие деца, вика, јас ќе влезам во втора лига. И он се смееме, така се шалим, Блашко, вика, зошто ние втора лига, имаме прва лига. Па добро, да му викам, ќе направиме, ќе направиме играчи, ако не за прва лига. Не бе, не биват вие играчи, ба. Исто, ги припремав децата, со една програма што имав, изтрчаа се спремија, значи не изгубивме надпревар. Да. Феноменална екипа, кај да отидеме, победувавме, дали у Демир Капија, дали во тие општински лиги, конкурентниот Габерот, мислам убегаме 5-6 бода и тогаш влегуваме веќе во втора лига и Тиквиш ни бара 6 играчи. Чире Ѓорѓиев, Сашко Димов, Шурјак, Ванче Кузев, тие зимат острот на Главниот погон на клубот. И добро, ние нормално мене Тиквиш ми лежи во срцето, без никаква надокнада ги вратиме сите, ги пуштиме во Тиквиш, без разлика што се Тимци на Кавадарци. на Кавадарци доста ослабна тима. И Пере Роде Атанаса, мислам, и он тогаш замина. 6-7 играчи квалитетни. Земавме млади играчи, мислам, таа сезона, првиот ден Вардар Неготино 2-1 го победивме тука, Кошов го победивме 3-1, па негде 5-6 одоздола беме, имавме тогаш на Драги Чулев, Игор Чулев, голман почна првите ги губевме над преварите, ама тој бранеше, значи мора да брани и днината на Кавадарци. Да се стекне со искуство. Едно позитивна енергија сретна во Кавадарци, видов луѓе кои од собствени џепови даваа средства за да се одигра надпревар, како Ванчо Арсов докторот, Кире Богевски, Ико Ставров, Васко Стојанов. Тоа беа луѓе кои даваа своји лични средства, место да ги вложат во фамилијата, ги вложува во фудбалскиот клуб. Што денеска е реткост. Реткост. Има и такви ентузијасти. Такви луѓе. Па тогаш надпревар со Марина играме 5-1, повреден еден наш играч. Ванчо Арсов докторот влегува, внатре судијата иде, му дава црвен картон, нема логика. Нема. Разбирам.
И тогаш од Сојузот ни викат, ако не платите 100 марки, вика, че го изгубите на превара 3-0 службено. Па тоа сме трчеле да собериме некој динар, па да се плате тоа, да не... Ако ни зема 3 бода, че не казнат уште со нешто и кавадарци нема... Како завршувате с фудбал тогава? Не знам како да ви кажам. Со тренерскиот дел, кога веќе рековте нема... Па негде до 2010-11 више фактички прекинувам. долго време сте во фудбал, без разлика што не сте играле. Долго. Па Мораме да негде кажеме- 20 и нешто години во Тиквиш и можеби едно 15 години како тренер. Спомнете некој име од овие сега што сте активни фудбалери што поминале низ вашиот тренерски? Па можем Воспитувачки, да кажем првите чекори Маријан Мицков, Горан Попов, Дејан Коскаров дојде на еден тренинг. Гледам Шиков тука го имате. Тоа е после идењето во Тиквиш 2000-та година. И Мојсов го гледам, Ѓорѓе. Да, Ѓорѓе Мојсов, Сашко Ристов, тие беа деца на Тиквиш, а децата на школото на ФКК Вадарци беа, ти викам, Маријан Мицков, Горан Попов, Дејан Коскаров дојде еден тренинг, дете тој снажно, јако ми викам, дете ти не си за тука, ти оди на Тиквиш, дете това ка ме гледа. Ми вика, ти шко благојбе, јас сакам тука, не, ти си за Тиквиш, викам. И ево го Маријан Мицков до ден денеска игра. Браво. На што би се сетиле кога ќе ви речат Тиквиш? Што е тоа што најмногу ви останува во Па главата? Тиквиш за мене и за фамилијата на татко ми представува една магија, не знам како да го кажам. Овде и брат ви е во фудбал. Па да, и тој. Тој негде скромен Бранко е исто така на скромен човек. 29 години една повреда доживеа во Саса, мислам, во Македонска каменица, Добро. воспаление на вените таму и одење кон тромбоза, значи и се откажа многу млад, на 29 години, мислам. Инаку и тој имаше страшно добра кариера, имаше шанса да направи. Па добар играч и Добар имам и играч, една добар случка, играч. ќе ви кажам и со него. Поведете. Јас имам 2 жолти картони, играм за втората екипа. Против првата екипа, он иде од левата страна и јас го идем на напаѓам, он буп кроз нози и топката центар. Ќе направи вика руска гајда. Добро. Наредниот, му викам, пушти го, не знам, кој играше од младинците, пушти го да поминува, клизачи старт, у гол аут. Се фати ме за гуша. Трчат, значи, тотовски фудбалери, значи, тоа е стразата на фудбалот. Не може да не откинат. Ако не го сакаш фудбалот, не можеш да го играш. Не, тешко. Значи, и јас покушав со моите деца, значи, орданчето се виде дека не може би може, ама јас кога си дојдем дома, викам на супругата, викам, Мирема, орданчето го нема на тренинг. И не сакав да ургирам, например, Да го форсираш да го вашиот син. форсирам, дека јас сум бил фудбалер, дека и он може да биде. Не го привлекува, значи мора да го оставиш детето, ти само да одлучиш, оче. И па нојсте го болеле, значи после орданчето си стана ватрен навивач на Тиквиш и оде на надпревари, дека Бобан беше подруг, Бобан идеше, му се всади на љубовта на тоа, ама ете една повреда. Со кои играчи најмногу соработувавте и најмногу ви значат во вашата играчка кариера? Па мислам најмногу би го спомнал Гањо Димитковски, човек легенда, викам, за мене, кој многу ми помогне, да ви кажем искрено, значи, ме советуваше Блашко вака, Блашко нака. Па утакмицата со Печ можем да ви ја спомнам во втора лига, јас резерва бев, губиме, мислам, есенски дел беше више на Кисимо, магли, така. Празен стадион влегуваме пред еден сат. Додека отидеме да се соблечеме и спаѓаме, можеби 3000 народ, тоа викање, пушки, шо немаш. И си викам, добра, резерва ти, века. Значи, Тотовски кога да стане да подвикне на фудбалерите, беше со Камчињо Маване и 1-0, негде при крајот на 20 минути 30, Гањо се повреди. Ми вика, Блашко, ти ќе вливаш, моја мајстор, ја кај на ваква атмосфера, тоа е 73-та година, јас дете. Па нема друго, и значи на Треврос си игра, слободен удар негде 90-та минута, за нас го изведува Џоко Ицев. Легенда, не знам, се знае од фудбалот. Се знае, буквално. Толку беа уиграни со Ано Кимов, што
Буквално со топката што се наместат се знае кај треба да отрче Ано. Ано Кимо го држат, може би 2-3 играча. Да. Ами имаме вежби, значи у спортот нема импровизација, мора да го вежбаш на тренингот за да го спроведиш, значи некој да го блокира тие играч, За да може па да за да почне. може Да. Денеска гледам сите се тренери, но никој не уиграва нешто значи тие играчите мора да се познават меѓу себе. Само да довршам мислата. Поведете. Го изведува слободниот удар Ицев со F1 прекрасно на прва статива, блокада направија Гиго Тотов таму, кој беа направија на Ано Кимов, трча голман од краток, дум 1-1, судијата го поништа, гол и го поништува гол, фаул од Ано Кимов. Човече. Шта се боните бре и така заврши, викам 1-0, ни го зема бодот у последната минута. Човече. Феноменална утакмица. Други играчи кои добро соработувале со тебе на зелениот терен? Па да ви кажам, Пано Недев, Настев израснаме заедно во исто мало. Не знам Со тоа се Грашите, како генера, Милков е легенда, Билков много драги добри зборови човек. каже, издава се. Не, голем човек, Голем значи човек. едини човек Значи, и на теренот и надвор. и надвор од теренот и не може никој да го купи Милков. Да, он кажа за неколку утакмици кои Не. во обид да се купат. Тоа многу може тешко. би на некои утакмици сме присуствували, мислам, не сакам да зборувам негативни работи во фудбалот, во интерес на Некој треба градот, да. во интерес на било што сме подлегнали. Некоја Значи, мала не сме одлика, да. подлегнували ни на притисок на управата, без разлика кој е и што е. Значи, треба да има свое ја, значи, ако сакаш да бидеш фудбалер и да те ценат, значи, секојаш треба своето ја да си дојде на во, али во интерес на некои поголеми збиднувања или на нешто што би добил или градот или фудбалскиот клуб Тиквиш, значи може така, иначе да се продаде, да се утакмицат. Како што имаше ред после нас утакмици така. Се играше фудбал некојаш и сега. Може би имало пари и тоа време, има пари и сега. Меѓутоа, каква е таа споредба на фудбалската игра тогаш и фудбалската сега? Во контекст на парите. Бидејќи, рековте, ако Тиквеш има пари сега, би било добро да има и ќе биде и во прва лига. Меѓутоа, сепак на крајот одлучува добрата игра, добрата стратегија и големите. Па гледате, еве јас многу време поминав во Тиквиш и може би ќе се сложат и другите фудбалери. Тиквиш никогаш не останал должен. Не исплатили, па и ние не сме взимале премии може би по 2-3 месеци. Али никогаш не сме бойкотирале да нечеме да играме на овој надпревар. Ние чекавме едва да дојде таков надпревар да одиграш за клубот, за публиката, за градот. Несватливо ми е денес да фудбалерите на Тиквиш направија неколку штрајкови. Значи нема комуникација, не да се правам јас сега дека сум некој голем стручњак или дека ги вреđам. Значи мора да се комуницира со фудбалерите, дали ќе биде шеф на стручен штаб од Кавадарци, Митко, Гањон. Значи мора да комуницираш ти со фудбалерите. Мора да ги насочуваш, мора да му кажуваш, значи без дискусии, без дебати, нема да има напредок Тиквиш. И тешко ќе биде Тиквиш да се врати. Мило ми е и би сакал, например, во прва лига Тиквиш би сакал да и присуствувам на еден ноќен надпревар на фудбал со внуците, со фамилијата. Се надевам, еве, и градоначалник млад да имаме, се надевам дека ќе и најдат некој убаво решение, да комуницират со публиката, да се створи една атмосфера за фудбалскиот клуб Тиквиш, да со полесно се и безболно се врати во прва лига, да се размисли пред да влезеш во прва лига какви ќе бидат издатоците, дали има собствени кадри. Треба да ги сванеме играчите, да се смале увозот на играчите на минимум или више ако се води играч, нема водиш од страна играч, го плаќаш, а не игра ништо за Тоа го Тиквиш. рече и Кимов завчера на преносот. Значи, при тоа треба да се коментарот расчисти, треба значи, да се смета на Ако свој би фудбалер. земал јас да го водам Тиквиш, значи би ги ставил нашите деца да играат, значи квалитетот ако е приближно ист, зошто па јас да го тренирам некој, па да си замине од тука спремен ниво Да. и после од година нашиот играч стагнира. Да, потpuno те разбирам. И треба да размисли Тиквиш, по моје,
нечем да се мешам, да мора да се створи една втора екипа на тикви, дали тоа ќе биде Габер, дали ќе биде тоа Марина, дали тоа ќе биде Росман. Не треба многу време за таа работа. Па ќе треба периоди, аз викам едно 6-7 години, значи тие деца што се сварат сега од младинскиот погон, што нема да бидат во првата екипа, ќе одат во Габер, да речеме. Значи Габер да си има еден тренер што тие деца ќе ги тренира, да ги врате што поскоро во како кавадарци ние што ги земавме децата, се вратеа готови играчи на ФК Тиквеш и изиграат 10 години можеби во прва лига. Во е почетокот на мојата фудбалска кариера, Пионери 71 година, Вардар, Борец и Тиквеш игравме тука во Кавадарци и Вардар го освои првото место, но не му дозволивме да изгубиме. Надпреварот заврши 1-1, но тој со подобра гол разлика повеќе го победи Борец и стана првак. Битна слика е и ова кога почеткот на моите настапувања во младинската школа со легенди што биле Милков, тука е Чулев, Лазе Бошков, јас, Никола Златев, Лазар Илиев, Настев, Ангел, Бранко Бошковски, Аце Прескакулев, еден прекрасен фудбалер, мислам малер со повреди, скршеници на рака и не заигра повеќе. Ангел Леов, исто така добар фудбалер. Често пати, например, во сеќавање ми останува надпреварите во втора лига. Надпреварот за 2 мај тука со Напредак Крушеваc 73 година. Кој таа фотографија? Со Напредак Крушеваc, на ручок во хотел Балкан, празен град Штама, немаше ни човек кој да те опцуе, не па да ти направи муабет. После ручкот шетаме во паркот, нема човек, Штама. Се враќаме во хотелот, одмараме, одиме на стадионот. 5000-6000 публика, додека се соблечеме, сите што беа на мајот се вратија. Надпреварот заврши 0-0, една борба, една невидена надпревар. Јас 17 години, тука на сликата со Кире Николовски, Лазар Илиев, Глигор Тотов, Васил, доктор почекојниот Васил Трпевски, Чире Танчев. Значи, еден прекрасен надпревар. Надпревар на каде што бевме исто така јака екипа и го победивме Раднички Крагуеваc во Крагуеваc 2-1. Значи Тотовски, Кимов, јас, Дамевски, Трпевски, Тотов, Николовски, Чире Танчев, Ѓоковицев, Димитар Димитковски, Кабрамов и Крсте. Крсте Јованов можеби многу луѓе не го знаат, но тој беше централна личност на тој надпревар и постигна 2 гола во Крагуеваc. За таа утакмица ми остана во сеќавање играчот на Раднички Крагуеваc, Уларевиќ, кој играше за Партизан. И, значи, Тотовски ни викаше, не правите слободен удар негде во зона од 20-30 метра. Не се смееме, викам, зошто бе мајсториме да пуштиме гол. Дури после се смеевме, викаме, поарно да пуштиме гол, него ли слободен удар да направи. Првиот слободен удар што го направивме на 25-6 метра од голот и јас застанувам прв, се вртам на кај Николовски и се редат Кабрамов и ва. Животот не сум слушнал да некој кој ќе шутне топката свире. Значи таков шут отиде не знам каде. Само фиу. Вториот слободен удар више не го напаѓав и не правев слободен удар, но мора да некош и да стартува. Вториот слободен удар Оларовиќ уште не доближен до топката, ни сите бевме доле на земјата. Значи од толку јак шут што имал.
Значи, тоа е тоа за таа утакмица. Ова е више репрезентацијата на Македонија, тука е Тодоровски, Николовски, Синадиновски, Бане Маринковски, што играше долги години во ВЦУ, а тренер беше Јово Никушев. Ова е надпреварот во Богданци со Вардарски и тука ги имам ветераните на ФК Тикве, сите сликани пред со ветераните на Вардар од Неготино, Митрев, Илиев, Трифунов. Значи, иако бевме лути противници, после на надпреварот другарувавме и до ден денеска си другаруваме и се поштувам со тие играчи. Ова е генерацијата кога после Тиквеш 91-22 отидов во Вардар Неготино. Значи имаше повеќе играчи од Дисан Андонов, Коле Ристов кој после дојде и во Тиквеш играше, Владко, брат му. Значи тоа беа ни млади деца кои покрај мене го дадава максимумот за да го спасиме Вардар од Неготино да опстане во лигата. Често пати како фудбалер некојаш не одбивав понуди, например, од некој села, од некој кафич, да речем, дечките гичито што го држеше, организира турни. Значи сум учествувал, значи овдека сум учествувал по покана од Марена за да учествувам на првомајски турнир и радо го прихватив. Тоа е Бобек, братучет ми и луѓето што игра, децата што игра во Марена. Значи со задоволство сум играл на сите надпревари. Значи мора некојаш да ги удоволиш страстите и на навивачите и на луѓето што така да не знам што би офанал. Во е сликата више кога почнав да играм јас 73-та спред да одам во Победа. Значи тук се Тотовски, јас, Милков, Бубоицев, Глигоров, Дамевски, Ласко покојниот, Кабрамов, Пано Недев, Трајче Мастичеве, Николов, исто така фудбалер кој е запоставен, кој како да не игра за Тиквеш, а многу им е дадено. Значи Николов е еден од најдобрите играчи што дошол од општинската лига, например, или од Габер, мислам, он е дојден, но имаме играчи ни од Сопот, од Марина и ова. Значи дал многу за Тиквеш. Кимов Настев и Ристо, мислам, Велков се презива од Вардар Неготино. Значи добра генерација. И во 72 година пред да заминиме за Маđarска, јас тога 16 години и нешто. Значи тука е Настев, Тотовски, јас, Чиро Танчев, во е Шупел од негови каме од Демир Капија, Гањо, Чичко Чиро, Кајто. Значи пред заминувањето во Маđarска, тоа е одамна. Во е надпревар со Вардар Скопски на градскиот стадион. Тоа е негде 77 година, колку јас се сеќам, 76-77 година. Сме изиграли еден убав надпревар. Може би Вардар не победувал, но немам слики баш од тој надпревар кога Мутибарич му го брани пеналот на Ангел Кимов. Не знам дали се сеќавате или сте го гледале тој надпревар. Значи, пенал за нас го изведува Кимов, значи Мутибарич нешто му кажува на играчите. Сигурно знаел дека Кимов ќе шутира јако, дека он ќе не може да го задржи тој удар, не знам. Треба него да го прашаме, значи Кимов шутира јако во долниот стал, во десниот долен нагол на голмот или левиот него. Мутибарич се фрла, бране топката со една рака, се одбива, притрчува Кимов, му дава гол. Мислам човекот си изеде, значи, едини спортист што можем да го признаваме таков е Драган Мутибарич, човек кој го сака спортот. Вистина го сака спортот, а од спортот ништо не добил, ни по се изгледа што... И ова е надпреварот, ова е Тиквеш, истото е негде 73-та, 4-та или 75-та, 6-та со Кимов,
Милков Чулев, Васил Трпевски, Дамевски, Пано Недев, Кабрамов, Трајче Николов и викам заборавене фудбалери, значи мора да го спомнам. Значи мора да ги спомниме, тук се легенди, мислам и играчи кои, значи не може една ластовичка не носи пролет, значи тука споменали Вито Стефанов, Борче Стефанов, Зоран Ече, Љупчо Филипов, Лазе Димитров, Звонко Костов, Борче Митрев, значи не, и генерации што се после, значи не може да ги заборавиме така лесно. Значи секој си дал допринос. Значи само тимска екипа и познавање и другарување на сите фудбалери носе успех. Значи се друго јас, значи нема јас у спортот се 17-18 играчи, сите едно јас се. Значи ниедна како не функционира, значи не може и драшта на овие тренери ги гледам се тикваш. Нема драш на утакмица. Може да гледаш ти еден надпревар, 45 минути нема ни еден шут на гол. Па како ќе иде публика? Нема ни еден старт. Викаме да, груп старт од позади, груп старт намерен, удар намерен, се казнува ли стартна топка и на воа, сигурно не, значи нема акции, нема шутеви, нема нова драшта фудбал што имаше порно, значи иде да видат некој клизачи старт од мене, веќе ви кажам Сокар Орман, и денеска се смеам. Дошт, долниот крај на стадионот, ќе ви го покажам таму од ова и таму собираше вода. Иде една топка, паѓа точно во водата, ама противничкиот играч на Коромна не поблиску до топката. Значи ја мора само да клизнам и да спасам ситуацијата. Клизам јас со топката и играчот одиме у аут, значи нема грубости, нема ништо. Ставам утоп во вода, значи дресот го цедиш, публиката аплодира и се смее. Значи и добро и занимливо. Значи го терат да идни од надпревар, па дојде па да го видиме Ано Кимов како ќе изведе слободен удар, па да го видиме Грашо како ќе одбрани удар, па да видиме Блашко како ќе клизи, па да видиме Трајчето како ќе изведе. Публиката понекогаш доаѓа да го види тоа. Па тоа доаѓа, па тоа сакам да ви го да види проигравање на Борче Митров, шут на Борче Митров, Звонко Костов, да речеме Лазе Димитров, они се чита, они се познаваат, значи ако има топката Лазе Димитров, значи Звонко Костов мора да се убаца од позади како Лазе не треба да гледа, Звонко треба да биде таму. Тоа е драшта на фудбал. Значи играчите треба меѓусебно да се читат, лесно е да се караме, ти си крив за гол, значи голка прима 11 души, не прима Блашко, не прима голман, значи голман треба да му даеш волја. Веќе ви кажам, со Милков еден случај е така, значи кога зборуваме, може да зборуваме до утре сабајле. Играме со Брегалница Делчево. Не знам како, слабо играме одбраната, може би 3-4 пати сами му испаѓат. Бране Грашо, фаќа се 0-0, одиме на полувремето. Се наведниш главата, слабо играш. Блажо Малинков критикува, шо е ова, Милков вика ја до кога не можам да бранам. И јас за да се насмеам, знаеш, да му дам елан на децата, му викам мајсторе бе, мора да го пробаме Милков. Ако приме он гол у прва или 90-та, исто ли е? Не исто. Па за тоа го пробуиме у првото полувреме, не приме, па второто ќе даеме ни повечко максимум и се играе. Тогаш Гоцо Јосифов, беше брз фудбалер, го убацуват негде во 85-та минута, на една диагонала ја се избивам, Гоца ги притрчува, 1-0 завршува на преглед. Милков стварно избрани. Феноменално. Значи и ние се поправивме. Али тоа сакам да кажам, тогаш имаш да се нашалиш, некојаш да го подигнеш моралот на играчите. Ако речем ја шо е мајсторе во, значи сите ако легнеме, значи ќе чекаме Милков да не брани. Ќе го пробаме Милков, ако го фанаше си 5 топки, значи сега ние се поправиме второто полувреме.
Негде 1973 се званични овие надпревари за првиот тим, а негде 68-69 пионери и младинци на фудбалскиот клуб Тиквиш. Значи едно 4-5 години во пионерската и младинската школа и веќе од 73 година активно во учество во првиот тим на фудбалски клуб Тиквиш. Многу години помина и еве сега по долго време. Чувствуваш ли некоја емоција во себе? Па нормално, уште кога ќе дојдеш на стадионот на фудбалски клуб Тиквиш, си поминал 20 и некоја година и после активното играње уште 25-6 години, значи над 40 години, значи емоциите се будат. Тиквиш имал еден од најубавите стадиони во Македонија во првите, значи покриен стадион, покриена трибина 78 или 79 и излезот тунел, што беше реткост и дали ден денеска има во Македонија таков стадион, беше мерак на екипите првите години кога беше направен тунелот за да испаднат на стадионот. Намерно сме наместени, ја молам камерата еден поширок ракурс да фати на едно место каде што според мене на мои млади години кога те гледав како пуцаш од оваа позиција од 16-тникот даваше многу убави голови. Па гледај, не само јас, тука Ангел Кимов, Борче Митрев и ред други фудбалери кои што познати шутери на Тиквиш, но со заминувањето на Ангел Кимов од првата екипа, почесто јас ги изведував со Борче Митрев. Слободните удари, така да се договаравме ние од која позиција да шутира, така да прво ќе видиме позицијата каде се наоѓа топката. Ако е малку полулево, значи и по од едно 20 метри од голот, шутирав јас. Ако е негде посредина или повака, шутираше Борче, така да и он доста голови даде од слободни удари. Како се шутира еден слободен удар за да биде гол? Или поголем процент за да биде гол? Па гледај, местењето на топката и поставувањето на живиот зид на противничката игра, значи у моментот одлучуваш дали ќе шутираш во аголот во кој што го брани голманот или сакаш да шутираш во покриениот дел од стативата. Значи ако се одлучиш да шутираш во аголот во кој што брани голманот, значи стојната нога треба поблиску да биде до топката и да ја удриш со јако ефе и посилен шут за да влезе во аголот. Инаку ако биде негде во средина, лесен плен за голманот и го гледаш, значи може некогаш и да се предомислиш ако голманот тргне на десна страна, значи шутираш во неговиот агол и го фаќаш, како да кажеме, на расчекор и не може да се поврати и брани. А ако шутираш во спротивниот агол, стојната нога треба малку подалеку да биде од голот и при ударот на топката малку треба да подигнеш гората за ногата за кога ќе помине жив зид да топката добие парабола. Прекрасни голови даваше Бошковски на надпреварите од првенството и од купот. Кој ти е омилен гол од оваа позиција? Па најдобар гол ми е мислам на Димовски од Работнички кој ми одбрани пенал во 45-та минута на горната сатива и негде во 78-80 минута, 10 минути пред крајот, му шутирав во аголот во кој што го бранеше, тој тргна малку десно, јас директно јако и се оправдав што го промаши пеналот и поведе Тиквиш со 1-0 и после до крајот му дадовме уште 1 и 2-0 заврши тој надпревар. Мене од оваа позиција голот ми е многу голем. Не знам, мене кога ќе ми се постави живиот зид и голот иде многу мало. Како наоѓаш пукнатини меѓу играчите кои се во одбраната? Па тешко е да најдеш, значи се зависи од моменталната ситуација, значи приликом ударот на воа може да приликом доближување на топката може да го смениш ударот, значи у почетокот треба да го пратиш голманот, али при шутот мора да гледаш доле во топката, да знаеш кај да ја удриш топката и ако гледаш во голот, значи немаш прегледност кај што е топката. Значи секојаш играч што изведува слободен удар, треба да гледа во топката и да се одлучи кај ќе шутира. Контролата на топката е од најбитните работи во овој сега модерен фудбал. Тоа тркалење на топката и контрола на топката. Колку е таа битна и до кој степен, до кој дел на 16-тникот треба да ја контролираш пред да ја пуснеш? Многу е битно да
што поскоро се ослободуваш од топката во било кој дел да си, значи мора да гледаш што поскоро да се ослободиш, да проиграеш дупли пас или повратна топка, значи да дадиш некој пас на играч кој што е слободен во тој момент. Која ти беше главната позиција во тимот? Па јас центар халф играв најповеќе, имам и бек, имам и халф и Тој центар халф мора да има во преглед целата игра на тим. Па гледај, после голманот, центар халфот е вториот играч што треба да тогаш ние викавме либеро, слободен, додека во денешно време сите практикуваат 4-4-2 со два задни играча, штопери што ги викат, кај нас се играше со еден либеро и преден центар халф, ник што викаме, они сега што викат заден везен, значи со задача, значи мора да се ја поставиш играта и да ја олесниш работата, значи со командување, значи мора да му викаш по играчите покри лево, покри десно, врати се тука, а ти треба да контролираш, значи нападот ако иде од лева страна, мора да се потакаш десно за да затвориш. Му викаш на предниот играч што е пред тебе за затвори тука, значи да биде во близина да можеш и он да пресече или ако и него го проигра да пресечеш ти. Значи, Благој 15 години треба да се ориентира, значи ако топката се префрли на другата, ротацијата треба да оде кон левата страна. ова се делови од твојата теорија во практичниот дел на тренерскиот занет. Па видите, и кога почнав да работам со екипите и овие нарочито Марија Мицков, Горан Попов, Васко Митрев кога почнаа да играт и читав доста книги и еден од системите беше 4-4-2, но приликум играње на тој систем, значи треба да имаш два штопери многу искусни, уиграни, да знаат да играат со топка доле, значи не може да ставиш ти некој играч што нема познавање тако. И игравме доста време и после они отидоа на друго место, усилих с Маријан кога бил и тренерот му вика јас прв ја доведов играта, вика 4-4-2 во Македонија, Маријан Мицков му рекол, ами Нисичко Благој, вика 4-4-2 игравме уште пред 6 години, значи нешто за да направи тренерот, не мора ти да се ориентираш спрема условите, да се ориентираш спрема условите кои што ги имаш. Не можеш да играш ти 4-4-2 ако немаш ти два штопери или преден везен добар што ќе контролира тука пред нив. Значи мора да се вежба, тоа е добар систем, сите играат така, гледаме, ама потакањето, затварањето на воа треба да се тренира најмалку неделно по 2-3 пати, за да таа екипа се уигра, да се знае, значи двата задни штопери, што му е улога, како да се движат, каде бекот, левиот бек, ако иде акцијата од лева или од десна страна, едниот бек мора да се потака у средина, другиот везен тамо што треба да покрие, значи мора да се потакат. Ако јас како центар халф сега мислам треба да му се каже на овие деца, испаднам од игра, значи тие пред мене што бил или бекот треба да дојде на моје место. Ако играчот мене ми избега, ја треба одма да се вратам, значи следниот штопер треба да му испадне на тој играч. Ако се продолжи на крилната позиција, значи бекот треба да се испадне, а ние тројцата па да си дојдеме у иста линија. Пошто ова е цела филозофија фудбалот, не е така едноставно како што ние. Едноставно, јас мислев дека многу е полесно да бидеш тренер него ли играч, но кога почнав да се занимавам и со тренерството, испадна обратно дека тренер е многу одговорна работа и треба да ти работи кликерот, а и доста да читаш. Оди современиот фудбал оде напред. Значи, за да уиграш една екипа, за да треба да тренираш тоа. Значи, ако тиквеш сака да игра некој систем или 4-4-2 или 4-3-3 или 3-5-2, значи мора тоа да се работи на тренинг за да играчот кога ќе влезе на утакмицата да си знае своја позиција, како треба да се блокират и освен што треба да се одбраниш, значи има тренинг кај што треба екипата да се одбране да не приме гол, но кога ќе оземиш топката па треба да импровизираш напад, значи треба да знаеш да се одбраниш, но воедно одма треба да знаеш и да го нападнеш противникот. Добро, одиме сега на овој дел на стадионот. Колку е битна оваа атмосфера овде на градскиот стадион во Кавадарци кога играш? Освен физичката подготовка, има ли психолошки момент Има психолошки моменти кои најмногу делуваат на некоја важен надпревар, на пример,
кога ќе седнеш дома не можеш да ручаш, на пример, не можеш една рибанка да изедиш и само пиеш вода. Значи одма сопругата знае дека тежок е надпреварот и дека ручокот така ќе пропадне. Кога ќе испаднеш на загревање, значи ноќите ти се олово више. Ако имаш играно да речеме 300, 400 или 500 утакмици, тоа е посебен момент каде што публиката загледува дали ќе погрешиш, дали ќе те обвине, значи таков еден надпревар со победа, кога не можеш да загрееш више 20 минути, ти уште осеќаш тежина, се додека не поведовме 1-0, после више атмосферата и самата публика си го праве тоа, се занесуваш во играта и поминува се, али ако примиш гол, е многу потешко да се вратиш више во игра. Која деценија ви беше најубава во Тиквеш, кога стадионот беше полн, а вие бевте добра екипа? Ви кажав тоа, 73-та кога почнав да играм, како млад играч не бев навикнат на многу публика. Така да младинците, кога играв за младинска екипа, имаше публика, те ние игравме секој надпревар и игравме пред да настапи првата екипа. Значи, ако они играт во 4, ние играме во 2. Па имаше по 300, 400, 500, може, некогаш и повечко гледачи, но кога ќе испаднеш на полни трибини е сосем подруго. Па, нарочито во Победа, кога отидов, таму испод 7-8 илјади, 20 илјади немаше во утакмицата во Соработнички, кога изгубивме за Гроздоберот 6-2, не победи тогаш Соработнички, беше у јака снага и влезен во ритм на надпреварување. 20 илјади публика, едва стигнавме до стадионот. Не ни тргна тогаш, многу слабо избрани тогаш Димовски голманот. Изгубивме 6-2, али навистина, кога ќе испаднеш, амбиентот е неопислив, не знам како да го опишам тоа. Ти се уште си млад, така морам да кажем, бидејќи те гледам во една добра спортска кондиција. Што е тоа што во твојата фудбалска кариера ќе го памтиш секогаш? Без разлика дали е лошо или арно. Што е тоа што... Имам разни утакмици што ја викам стално остануваат во чипот на главата како меморија, како компјутерска меморија. Значи тие тешко се бришат. Можам да ви кажам еден навивач Џуцо или Џоко Кумата, например Џуцо кога ќе имаше слободен удар, ано кога мести топката и он му вика бегај голман, бегај. Значи сепак влијае на тие голман, чи рече чека вие вика бега. Значи има такви моменти што не се заборават и дел од публиката кои го сакаат Тиквеш и мислам го сака како Чичко Ило кој продаваше лев, не е више меѓу нас Мексико. Чичко Ило до 20 минута ако не поведиме 2-0, не гледа више утакмица, пуше цигари. Значи он вика до 20 минута Тиквеш мора да поведе 2-0 па да гледаме. Сега ги нема тие навивачи, некако малку поинако се најуве. Па гледате, драшта на фудбалот, моје лично видување. Значи, некој идел заради Кимов да види слободен удар. Некој И заради тебе, да. Може и заради мене, заради Милков, што ќе направи, заради Трајчето Николов, заради Бранко Бошковски, заради Лазе Димитров, Звонко Костов, Пано Недев, Настев, Борче Митрев, Борче Стефанов, Зоки Нечев, Љупчев Ивов, да не ги споменувам. Ти ви ги спомнам 15. Значи има луѓе што да видат, значи имаше дриблинг, имаше проигравање, дупли пас, центар шут, затварање, голови. Значи за 45 минути активно, можеби Тиквеш има 10-15 удари на гол, додека у денешно време сите идеме на во нешто како да се нема мотив, да ти иде една победа во Ландово, ти за 45 минути не можеш да направиш еден шут или еден центар шут или една дупла топка. Не знам, беме уиграни многу и нарочито и вие помладите генерации што идеа Костов, Шалев, Борче Митров ли, ајде, он е више тука со мене. Значи, Лазе Димитров, значи, они се познава, не знам како да ви кажам. Лазе тука топката кај има, значи, Звонко играше повечко од како десни бек, значи, Звонко полека се крадеше, значи, да дојде у позиција. И додека е вниманието сконцентрирано е на екипата, на противничката, на левата страна или на десната нивна, Лазеч знае, не гледа таму, од завртување му дава пас на Звонко, он влева, или ќе биде пенал, или ќе влезе, ќе му намести гол. Ви сте позирале како еден. Па и многу е битно да ти кажам, другарството, пријателството што беше меѓу нас и многу влијаеше на фудбал. Значи немаше
некои кавги што можеа да допринесат до раздор во екипата. Деновиве слушам по овие полуфинални надпревари во Лигата на Европа дека во фудбалот не е битен поединецот, ако не пулсира тимот заеднички како еден, нема успех. Големите тимови исклучиво така работат. Во потполно се слагам за ова, значи дека екипата ако не делува како целина, не само 11 души, тука спаѓа и стручниот штаб, тука спаѓаат и резервните играчи, тука спаѓа и публиката, значи се треба да се укомпонира за да се дојде до едно совршенство. Не Бог зна какво совршенство, но совршенство што ќе привлече публиката. Значи мора да се работи во тиквеш, да се створи една атмосфера, да со едни добри игри, со едни стартови, со едни проигрувања, со едни завршници, со шут на гол, да се привлече народот. Значи дражата на фудбалот се големите. Значи ако нема такви настани на надпревара, значи и вие, и јас, другиот надпревар ќе рече па што ќе одам, нема што да видам. Значи луѓето Сега да биде вака вие гол. Само на аквито. Да биме. Ќе биме на тоа седи. Дува некој нов ветер во Кавадарци, во тиквеш, во фудбалот, се смени управата, градоначалникот има дава подршка за овој тим. Што е тоа што според вас, како стручник, треба да го направи ФК Тиквеш или ГФК Тиквеш 1930 за да му тргне? Па гледате, убаво е тоа што и градоначалникот е заинтересиран за фудбалскиот клуб Тиквеш, има и млади луѓе и амбиции, но сепак мое лично мислење дека многу ветерани или уште не ветерани се изоставени од таков проект. Значи мора да влезат и они, сепак е искуството некогаш го праве тоа. Убаво е тоа што ќе има некои нови сили, нови размислувања на во. Значи Тиквеш, новата управа, пожелувам многу успех и наредната година дај Боже да влеземе во прва лига, но што знам, по мене треба многу промени во играчкиот состав. Дали Тиквеш ќе сака да чека период од 4-5 години или повеќе да се створи екипа и да почне со сопствени играчи, или ќе одвои многу. Вие сте поборник на млад погон. Да, јас сум исклучиво да земе малку да се работи со овие, бидејќи секој куќа така ја прави, прво ја прави од темелот, не можеш ти да зидаш спрат, значи мора да почне да се работи со пионерската, кадетската и младинската школа, така да имаме такви играчи, имаме играчи од општината каде од општинските селата, да, Тиквеш ги полнеше своите редови, да речеме како Нече, Филипов, Лазе Димитров од Сопот, Вито Стефанов, Борче Стефанов од Марина, Спасе Соколов, еден извореден играч од Манастирец, браќата Димови од Возарци, да речеме Љупчето Димов од Сирково, Мирче од Трстеник, Јованов, тоа беа прекрасни играчи. Мислам и убаво е нив да ги поканите во емисијата и тие како дел од кои доаѓаат од општинските села и дојдени во клубот Тиквеш, сигурно и они имаат своје видување како биле примени, како се чувствувале на теренот. Едно е да играш во понизок ранг, друго е да играш во повисок ранг. Милков изрази желба да, ако биде повикан од актуелната управа на Тиквеш, би дошол. Дали ти би се вратил како педагог во клубот ако те повикат? Па гледај, секој сака да работи. Мислам, имам доволно искуство. Повечко би работел со категориите овие пионерите, више треба да имаш многу, да бидеш помлад, али со кадети и со младинци може да се работи. Значи да се створе, не значи ја да ја водам екипата, може да вода и помлад тренер или од овие помлади играчи, така да со моја помош ќе му покажам многу работи што и он самиот се чуде од каде волку познавање. Штета што вашето знаење не е искористено. Зошто? Види, Маријан, јас сум задоволен, иако работев во ФК Кавадарци, во фудбалски Кавадарци, и таму стекнав едно искуство, таму стекнав едни прекрасни луѓе кои дава своји средства, да речеме како Ико Ставрошо, Ванчо Арсов, заболекарот, Кире Богевски кој исто така доста средства даде, своји лични средства, Васко Стојанов, за да им, па ние кога игравме за купот во Тиквеш, кога ќе победевме, он даваше ручок, му даваше на пионерчињата. 7 дена, не знам дали знаете, ние ги однесовме во Мијајлово кадетите на ФК Кавадарци во Мијајлово зимскиот период. Браво.
Значи, такви луѓе треба утикваш. Значи, овие млади нека работат, нема ништо против, јас камо да има млади кадри и да створат еден, но никогаш не го отфрлај оној што поминал, да речем се Милков бранел над 1000 може утакмици, да може некој подруг да му каже на голман како да се поставе, како да бране, што треба да прави за време на утакмица. Оти сега современиот фудбал гледајќи го, значи голман ако не знае да работи со нозите, да приме, да проиграе, значи нема ти голман, ти можеш да браниш и џабе. Значи мора да се работи на тие план. Најмногу луѓе во светот сакаат да гледат фудбал. Фудбалската игра е една од најпопуларните, најмногу гледана. Зошто таа бубамара најмногу ја сакаат луѓето? Па не знам, за мене фудбалот најдобра споредна работа во светот, бидејќи и самиот учествува во тоа и драшта на фудбалот беше да некојаш и послабиот може да те победи. Тоа е драшта на фудбалот, или драшта на фудбалот ми беше мене кога губиш 1-2-0, па 3, па 4-0 сме губели со, па го преокрениш над превар. Значи тоа ги интересира публиката, значи голови, да се бориш за клубот. Има некојаш и некој ќе те надигра, а кавадаречката публика го познава фудбалот. И многу пати противничката екипа е наградена со аплауз, а ние сме свиркани. Али никогаш, на пример, не дозволувај на играчите, моја препорака, дај го максимумот ти на теренот, публиката и да си слаб, и да си изгубил, ќе те награде со аплауз, бидејќи кавадарци стварно го познава фудбалот. Драго ми беше што правив емисија за тебе и знам дека уште многу би можел да ни кажеш. Ние ти стоиме на располагање секојаш кога ќе сакаш да кажеш нешто за јавноста, да го тоа артикулираш преку нас. Ти благодарам, ти посакувам многу успех и посакувам твоето знаење да биде искористено за овие млади. Ви благодарам и вас што направивте една емисија вака со нас, не посетивте малку на младоста, малку на ИВ. Посакувам вашата телевизија да организира вакви дебати на кои ќе присуствува, да речеме, Кимов, Недев, Бранко Бошковски, Трајче Николов, еден изворен фудбалер кој има доста да тиквеш и некако се повлече од тој. Да има такви дебатирања, па да присуствува и шефот на стручниот штаб на тиквеш, па да изанализираме пред публика, значи мислењето на тренерот, значи не да биде тоа мислењето на тренерот или нашето мислење да ние сме против тренерот, него да не влијае, него тренерот да се бркат работата, али со наша помош, да пример јас и со Митко и Дарко, кога беше претходно разговаравме, кажува своји мислења и му викам Дарко или Митко, можеш да се лутиш, јас ќе ти кажам своје видување, твое дали ќе го прифатиш или не, значи не со зло намера, како што има поединци што сега е Митко Сапунџиев и дај да го треба да му помогнеме на Митко за да дојде или наредните гањо или па да речеме сега Мојсов, Митрев, Даниел Мојсов, Шиков, значи тоа се легенди кои нема играно многу за тиквеш, али имат играно во поголеми екипи, да, го сакат, на тие луѓе треба да рече да се размислува после 6-7 години кога ќе престанат со активно играње, да тие ги преземат вие школите, младинците, кадетите, првата екипа, да не се борат кој ќе биде прв тренер, него треба тимски да работат и ако сакат да го напреднат спортот во градот, а и самите да си добијат некој значење. Сепак тие играле во Европа и репрезентација на Македонија. Ми беше драго. Се најубаво. Се најубаво.